зборува малце повеќе за тоа како инфографикот не е само дизајн, не е некој фрагмент од дизајнот или елемент, форма, и тоа представува и уметност, значи, на комуникацијата. Ова слика е најдов, сигурно ја виделе многу пати до сега. Значи, она што денес се случува на интернет, барем сите вие што се на интернет мрежава, на Twitter, на Facebook, на LinkedIn, на сите тие социјални мрежи, е што во одредено време вие се осеќате дека сте добиле премногу информации. Значи, тој information overload, како може да се справиме со него и да направиме од многу информации, значи, едно нешто што ќе можеме да го извадиме само како базична основа за која можеме ние понатаму да развиваме со помош на дизајнот. Сигурно сите вие си имате своји филтри, значи како филтри што ги добива и што ги имате на мејлови, меѓутоа тоа не е доволно. Значи нас ни треба некој катализатор што ќе ги собере сите тие информации во едно и ќе направи дизајн од самата информација. Значи ќе дозволи информацијата, податокот, статистиката да зборува сама за себе. Ова е пример да замислиме дека ова е некоја информација, порака, став, идеја и така натаму. Значи ние од овде сакаме да извадиме само еден мал дел. Што се случува ако сега прашам, например, да ги изброиме само колку има плусеви на сликата. Значи сигурно за тоа ќе ви треба некое известно време. И уште еднаш, значи ќе го повикаме, како и многу пати досега, значи дизајнот за да ни помогне во оваа форма. Односно овде ќе потребиме само две форми на дизајнот, а тоа се големина и боја. Значи само со големина и боја, ако ние ги означиме вака плюсовите, веќе имаме многу полесно за нас информација која е не само што е достапна, туку едноставно ние сме ја добили на начин кој што ни е, да не речам ичвакан, значи информацијата само основите кои што ни се потребни. Главната поента на инфографикот е да направи визуализација од самата информација. Значи без визуелни елементи или без било какви други графички форми, самата информација представува текст, параграф, пост или било како со неколку слики, видеа споделени. За да може да се запознаеме со инфографикот, за да видиме која е сршта, мора да видиме која е историјата позади сето ова. За многумина од вас, инфографикот е сигурно нешто што се појавило пред, да речеме, 5-6 години на интернет. Меѓутоа, за историјава на инфографикот се пишуваат доста книги и ако треба да го објаснам сето ова, ќе треба да останете прилично до покасно. Значи, ја извадив само неколку кратки историски фрагменти кои што се интересни и битни за да ги споделам. Во 18-тиот век во Лондон, како што може сигурно повеќето од вас знаат, зафаќа колера. Значи, сите мислеле дека болеста се пренесува преку воздух. Само Џон Сноу предвидел, односно сакал да докаже дека не е воздухот кој што ја пренесува болеста, туку дека тоа се врши преку водоводната, односно канализационата мрежа. Значи, тој што направил? Земал мапа на Лондон и одел од куќа на куќа, буквално, и прашувал кој од семејството или ако имаат таму внатре заболени. После тоа, откако ги мапирал местава, се видело дека уствари болеста се движи по една иста линија, односно по една иста канализациона цевка. Со ова тој направил прво визуелно мапирање воопшто, значи ова зборувам за уште во 18 век. И не само тоа, значи не само што помогнал за инфографикот, значи тој спасил доста животи, спречил понатамошна контаминација и што е најбитно може тој основал и као нова наука во сето ова, а тоа е епидемиологијата. Овој инфографик има направена на голема студија и тоа студијата е направена од Google. Е направен во 19-тиот век. Меѓутоа детаљите и описот се толку прецизно направени што дури и за денешна технологија луѓето се чудат како можело ова да се изведе само на лист хартија. Инфографикот покажува походот на Наполеон кон Русија
И овде имаме корелација на многу елементи. Значи, тоа колку брзо се движела војската на Наполеон, колку имало загуби, колку луѓе во мрзнале на ова студеново руско време, и сето ова е представено во најситен детаљ, што лани, мислам во октомври, на една конференција, Google кажа дека формите, дел од формите што се користат во сервисот Google Analytics се земени токму од овој инфографик. И на крај, ќе оставиме само ова кај што е првиот спомнат збор инфографик во историјата е на Флоренс Најтингејл, додека била медицинска сестра и користела така наречена Coxcomb блок, што денес е всушност као еден следбеник на денешниве пити кои што се прават. Таа покажала многу добра релација, овој морало да бидат праќани во Лондон, за сите луѓе за да уствари целата администрација види како е односот, кои луѓе на колку години и од што умираат, значи сите смртни случаеви се представени на овој начин без никакви бројки или статистички елементи. Сега ќе продолжиме малце понатаму за да видиме што се наоѓа во сршта на самиот инфографик. Значи, никој не почнува директно од ова да го прави као слика, или никој не почнува инфографик да седнеме на компјутер и ајде да направиме нешто интересно. Значи, инфографијата како еден елемент можеме да замислиме дека е составен од повеќе леери. Значи, слоеви, било како кажете. И се почнува од информација, понатаму оди до идеја, се развива во дизајн, правиме приказ на тој дизајн и на крајот го добиваме инфографикот. Меѓутоа, ако веќе јас правам презентација што е за инфографици, тогаш не би било логички вака да биде представено, туку сакам само да покажам дека и овие 5 збора може многу убаво да се украсат и да се направат како еден фрагмент од еден поголем инфографик, а тоа е токму вака изгледа. Значи, овие 5 збора, доколку вака се представени, сигурно вие ви изгледа визуелно многу поатрактивно и кога ќе го видите самите ова, едноставно ви доаѓа да го споделите, да видите еве од што е составен самиот инфографик. Накратко ќе кажам за сите во интерес на времето. Значи, прво почнува од информација. Вие морате да добиете информацијата во вид на текст, на статистика, на извештај, било како. Значи, се додека ја немате информацијата, вие не можете да почнете со дизајн и затоа се вели дека дизајнот на инфографикот е всушност thinking inside the box. Значи, вие сте на еден начин од старт ограничени дека она што може да го направите со инфографикот, ви е веќе онапред дадено. Значи, имате дадени бројки, имате дадена статистика, но тоа во никој случај не треба вас да ве ограничува во креативниот дел. Значи, ова thinking inside the box важи само за информациите. Понатаму продолжуваме во идејата, кој што е многу битно да се почне инфографикот со скечирање. Значи, никако кога ќе ги добиете информациите, да ги земате од Excel табели па да ги правите, не знам, во InDesign, Illustrator или кој друг софтвер да користите, тука е битно да имате идеја скечирана на лист хартија. Листот хартија ќе ви помогне откако сите информации ќе се внесени, да направите една линија која што е многу битна за понатаму, а тоа е за самата приказна. Откако ќе го направите скечирањето, вие веќе може да се префрлите на самиот дизајн и како и во многу други елементи и форми на дизајнот, и овде важи кис правилото или да се држиме колку е можно да биде поедноставен. Значи, keep it simple, овде важи она, како да кажем, до максимум. После, откако сме направиле дизајнот и приказната, зошто е битна приказната во целиот во оваа презентација? Значи, ако само имате убава слика или сте направиле еден пост и сте го украсиле со она што ќе потенцирате некои главни бројки или ќе потенцирате некое име што е битно од инфографикот, тогаш вие всушност не сте направиле инфографик, туку сте направиле убава информација. Че сте направиле статистички нешто да изгледа многу добро. Во Infographics Thinking Франческо Франчи кажува една многу добра аналогија, дека нашиот мозок е така сетиран уште од мали, да сигурно сите се сеќавате, значи кога ви читале приказни од сликовници, и како е доволно една слика, значи родители, баби, дедовци да ни направат една цела приказна.
За ние потоа кога ќе видиме истата слика, таа приказна ја прераскажуваме. Значи, затоа е битно инфографикот, можеби од најбитното од сите претходни е да кажува приказна. Ако нема приказна и ако не знаеме како се движи погледот на гледачот на инфографикот, тогаш сме утнале целата поента. Сигурно сте се патиле себе си или онака дека многу пати нешто да не разберете. Значи не е ваша област или не знам како, меѓутоа да прашате пример дека дел од таа тема вас не ви е јасна. И ќе ве праша соговорникот како може да не ти е јасно, да не сакаш за ова да ти нацртам. Ја овде ќе ви кажам да искористувате оваа ситуација, кога некој ќе ви каже вакво нешто, тогаш вие слободно кажете да, нацртајте ми, меѓутоа нацртајте ми инфографија, ако сакате да го разберам подобро. И на крај, кога се тоа ќе се склопи, ние имаме од сите тие леери, како претходната слика што видовме, инфографикот сам излегува на површина. Значи никогаш не почнуваме на било кое јадро од самата надворешност. Значи секогаш е битно да почнеме од самата срж, па на крај инфографикот излегува на виделина. Кои се предностите на инфографикот? Прво, инфографикот користи дизајн елементи што сите ние ги знаеме. Значи кога велам сите ние, не велам тука, него зборувам за цел свет. Значи тие знаци, символи, пиктограми, сето тоа икони или како сакате, се користат и се универзални во цел свет. Значи типичен пример е ако еве сега земеме собрекајниве знаци, наместо да се представени вака, ние направиме ова во секоја земја да бидат преведувани на истиот јазик. Значи ова не само што ќе направи забуна, ние ова ќе ни биде многу поспоро да го едноставно разбереме и се губи значи на време, а од друга страна, она што вие го губите е што дизајн на вакво нешто немате никаков. Значи тука имате дизајн елемент, тука имате само залепен текст. Она што спомнав и претходно, значи инфографикот е универзален. Значи овде не е битно гледачот колку години има, не е битно какво образование е. Значи може да разбере и не знам 10 годишно дете, да го види и да разбере све од инфографикот и некој постар човек што уопште пример не знае ни како функционира интернет. Брайан Суда во Designing by Data кажува две многу клучни работи за инфографикот, е тоа што тој представува графички или визуелен медиум кој што нема потреба од медиатор. Значи нема потреба од никаков посредник, туку ви е даден исклучиво само на вас. Значи целта е постигната со тоа што не треба да имате ништо претходно. Значи дали е испринтано, дали е на интернет, вас не ви треба никаков посебен софтвер, туку ви треба само најобичен програм или принтер за да ја испринтате сликата. И едно од доста битните работи кои што ги кажува во оваа книга е дека после инфографикот, кога ќе го вие видите, не треба да се поставуваат никакви прашања. Значи ако вие, откако ќе го прегледате целиот инфографик, и имате нешто што не ви е јасно, тогаш инфографикот од сам старт е погрешен. Значи мора да се навратите назад за да направите инфографикот да се движи по правилна линија. Затоа е многу добро, откако ќе го направите, каде што можете да расширите по ваши колеги, пријатели, некоја интерна анкета на луѓе кои што ќе може да го видат ова, за вие едноставно да знаете еве каков е инфографикот и колков процент од тие ќе го разберат најбрзо што може. Кога сме веќе кај брзината, значи според последниве некои статистички податоци на Mashable.com, сигурно сами сте свесни колку Mashable како страна има инфографици секој ден. Значи јас сум приметил дека можно е во еден ден да имаат по 5-6 инфографика. Значи Mashable искористува токму таа предност, наместо да пишува пост со слики и све, ангажира неколку луѓе кои што ги работат инфографиците и само тоа се споделува како главен пост. Според нивната статистика 37 пати било која идеја, став, порака, како сакате, 37 пати побрзо споделена на интернет. И на крај, можеби една од најдобриве и поновиве книги кои што исклучува за инфографикот во Information is Beautiful, Mick Endless, и што можеби е битно за сето ова е што тој вели дека инфографикот како слика можеби
до крај не ја гледаме неговата предност. Значи предноста е тоа што ние можеме да го направиме инфографикот да биде една наша алатка на начин кој што ќе може целата таа информација, целото тоа креирање на став, менување на став, инфографикот да ни помогне во сам старт. Значи, овде ќе спомнам и за граѓанскиот активизам. Значи, досега понатаму ќе има и примери. Поентава ми е дека инфографикот како таков луѓето не само што од старт еве ви пост, еве ви инфографик, туку понатаму мора да се сподели и вие да го користите како алатка. Значи алатка која што ќе направи оној процес од информација до акција да се забрза. Значи инфографикот само стои помеѓу тој процес за информацијата или таа граѓанска акција да се убрза. Типичен пример за ова, прилично одамна, може 2-3 недели, пријателка ме праша што е тоа Pinterest, најверојатно имаше видено линк или не знам каде е споделено. И сега да бидеме реални, кога некој ќе отвори прв пат страницава, не е баш јасно што е, како и функционира се тоа, освен неколку убави сликички и тоа е тоа. Значи наместо јас да и праќам, не знам, статии од Википедија или линкови што е тоа Pinterest или не знам туторијали, helps и така натаму, едноставно најдов инфографик кој што го пратив незе. Мислам дека пратив тогаш 2 или 3, и да го ставив овој како најдобар. И мислам дека не помина повеќе од 5 минути, таа ми се јави и кажа дека како што гледам од инфографикот, сите тие информации се дадени, значи без да има потреба да лута низ интернет да бара што е тоа. И самата кажа дека од ова може да искочи една голема мрежа. Значи ова самата таа кажа колку може да биде популарна и всушност само можеше да предвиди дека оваа мрежа ќе биде популарна како што сме сведоци денес. Наши примери спомнува пред мене и Тамара и сите. За ЛКМК имаше наброено многу повеќе, меѓутоа во интерес на времето ќе спомнам само 2. Значи првиот е на Бане.кома за ЛКМК, инфографикот или оваа Twitter акција, која што беше прилично успешна. И сега замислете дека доаѓа, не знам, некој ваш роднина од странство и ве прашува што е со ова ЛКМК и како беше, дали и колку беше успешна. Значи наместо вие да барате по твитовите и да барате хештагс, колку се имало споделено, колку луѓе имало на ова, вие едноставно го праќате инфографикот и тој може, значи, за едно 2-3 минути да му стане јасно зашто всушност е целата таа акција. И како друг пример ќе го спомнам инфографикот на стариот беше Димитар, ако не се лажам, да, Димитар за Макракомен. Разликата од овој инфографик со претходниот е тој што Димитар има земено статистички податоци од Европската ракометна федерација и на многу добар начин има прикажано успехот, или како сакате, значи на нашата репрезентација. Значи за многу кратко време вие без да лутате по сите да ги гледате надпревари со кој играла Македонија, колку голови се дадени, вие сето ова го имате тука. Она што мене ми се свиѓаше на овој инфографик, што многу е битно, е што кога правите инфографик, посебно од ваква природа, вие може да се ослободите од вашата креативност и да имате одредена доза на хумор. Значи сите овие други што се символи за 7 метри, не знам, финта 6 метри, 9 метри, се окей. Меѓутоа она што посебно ми се свига креативно е за крило. Значи кога сите овие вака би биле представени, верувајте ми, вие многу полесно ќе ги памтите овие информации. Значи све што ќе го видите овака, значи со одредена доза на хумор или буквално да се фати само тој символ, верувајте ми, ќе биде многу полесно за споделување. И на крај, која е еднината на инфографикот? И сами знаете како тренд, било што и да се појави, не само во дизајнот или на интернет, во музика, тоа кратко трае и си бара одредено време за да се усоврши и да се надгради. Значи сигурно сте се нашле во ситуација, дали дизајнирате или гледате инфографици, меѓутоа одредено време вие да се заситите. Значи едноставно кога ќе видите во денот, не знам, 10 инфографици, понатаму веќе едноставно не сакате да гледате инфографици.
Иднината на според ајде прво за статистиката ќе кажам дека првите инфографици се појавиле на интернет 2007 година. Неофицијална статистика е дека имало помалку од 1000 инфографици. Веќе после 2 години во 2009 имало 350.000 инфографици. Во 2011, тоест лани, што беше вистински бум за инфографици, кој што најголем број од луѓето ствари сватија и научија што е тоа, имаше преку 2 милиони инфографици на целата интернет мрежа. Ако одиме на 2 години, во 2013 инфографикот нема да се зголемува. Нема да се зголемува за сметка на другиве инфографици кои што ќе бидат анимирани во флеш форма, ќе бидат интерактивни, луѓето ќе можат сами да бараат информации без тоа да им биде статична слика. Сега ова флеш форма заради што е ограничено со Apple и сите тие уреди на iOS, ќе се претвори во HTML5 технологија. Значи кажавме за интеракција и најбитно од све е што ќе имаме real time следење на статистика. Значи ова ќе биде многу голема предност за сите брендови. Значи наместо да се пушта акцијата и на крај да се гледа статистика колку било успешно, тие во реално време ќе имаат инфографик и можат во реално време да тестуваат. Значи да знаат дали акцијата им е успешна или неуспешна. Ова и денес се користи за многу кампањи. И на крај видео инфографици кои што всушност се земаат истите елементи од она што е од сликава, се земаат и се прават анимирани во видео. Предноста е тоа што тука имаме видео наратор. Значи нема потреба да се чита, и ако се замени видео нараторот со друг јазик или само ако тоа се титлува, ние веќе имаме инфографикот на повеќе јазици. Така беше примерот со акта и сами знаете колку предност направи кога се појави во видео форма. Значи наместо статичната што беше една обична слика, сега ова немам точни податоци, меѓутоа уште трае, колку ќе биде поуспешно овој инфографик во видео форма отколку било каква статична слика. И за крај, наместо благодарам и како доказ дека и од еден збор може да се направи нешто убаво или некоја форма на инфографик, јас за вас го направив ова, без благодарам на повеќе јазици.